Добар ден, стартува најновата Телма амбуланта. Имате ли силни, неиздржливи главоболки наутро? Причината за нив понекогаш лежи во покачениот интракранијален притисок, односно притисок во черепот. Болеста понекогаш е проследена и со гадење, повраќање, зуење во ушите и проблеми со видот. Симулира мозочен тумор, но пациентите немаат таква диагноза. Зошто се јавува покачен интракранијален притисок кај луѓето? На каков начин се диагностицира болеста и како оние што ја добиле оваа диагноза да си го сочуваат своето здравје? Ќе ни објасни почитуваниот професор доктор Миодраг Врчаковски, специјалист неврорадиолог во неуромедика. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа следува разговорот во студиото. Останете на Телма. Денеска ќе зборуваме за моќта на интракранијалниот притисок во мозокот со професор доктор Миодраг Врчаковски, неврорадиолог во Невромедика. Професоре, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добре дојдов и навистина многу пријатно ми е во вашето студио, секогаш со огромна енергија, со огромно задоволство и со желба уште еден проблем, еве медицински, да разјасниме, да објасниме, да го доближиме до широката публика, па и до потесната. Апсолутно, професоре, секогаш е задоволство кога сте во студиото на Телма, дури колегите реагираат дека ќе следува едно интересно издание и се заинтересирани со внимание да следат. Черепот не е многу голем. И сега тој мал простор, мозокот сепак треба да го дели со уште некои компоненти на телото. Со што всушност треба мозокот, со кои делови од телото всушност треба да го дели черепот? Значи, во черепот се сместени три многу битни структури, ама едната е најглавна, доминантна, таа е газдата, а тоа е мозочното ткиво, мозокот. И тој зафаќа, окупира околу 80% од волуменот на самата глава. Но, кои се другите членови на семејството? Секако крвните садови, артериите и вените. Имаме артерии што ја носат крвта до мозокот и потоа одводни вени што искористената крв ја водат кон срцето. Сега, тоа е втората компонента. Третата компонента е мозочната течност, која ќе биде главниот актер во ова денешно наше дружење и во оваа презентација, зашто мозочната течност, ликворот, прави на вистина чуда. Чуда неверојатни, кои нема да ги објасниме денеска. За да ги објасниме сите чуда на мозочната течност, ни требаат емисии и емисии. Аха, емисија. Мислев една цела емисија ќе биде доволна. Очигледно дека е многу посложено. Да почнеме од нешто што е многу битно, релативно често, а кои луѓето, па и професионалците, не го знаат доволно. За идиопатската интракранијална хипертензија. Ајде да објасниме. Знаете што значи идиопатска? Непозната. Идиопатска значи дека е непозната. Значи се јавува нешто што е од непозната природа. Ова интракранијална веќе знаеме што е, значи нешто се случува во главата, а хипертензија сите знаеме што е, покачен притисок на нешто. Обично знаеме хипертензија, мислиме покачен крвен притисок. Ама овде се работи за покачен, ама ликворен притисок. И тоа е сосема друга, прилично мистериозна приказна, многу битна и многу важна. Можеме тука да ги погледнеме фотографиите што ни ги испративте, кои што се сега однесуваат за гледам тоа некои каде се создава ликворот, односно мозочната течност. Во кој дел од мозокот? Па, одлично. Доста работи сте внеле овде и баш ми е мило што можам да ви презентирам. Сега, бидејќи главен актер е мозочната течност, ликворот, прво прашање е кој го создава, кај се создава тој ликвор. Мозочната течност се создава во страничните, стручно кажани
да кажемо, латералните мозочни комори во задниот дел, таму е фабриката за производство на мозочна течност. Тука на еден од слайдовите, еве овде, гледате ликворни фабрики, пишува ликворни фабрики, значи најдолу лево. Да, ете во Добро. задниот дел од тие странични мозочни комори се погоните во кои се создава мозочната течност. И таа кружи од задниот дел на страничните комори, гледате, оди во предниот дел, од предниот дел на овој тука среден слајд доле, се ориентира кон третата мозочна комора. Всушност тука има отвори низ кои ликворот од страничните мозочни комори влегува во третата мозочна комора, па за наша несреќа има и четврта мозочна комора, па мора да стигне и до четвртата, а таа е во задниот дел од главата, и потоа излегува и се дистрибуира по површината од мозокот. Сега главната функција би била и најлогичното објаснување дека незината функција е за како амортизер. Течност која овозможува нормална функција на мозочните структури, нормален баланс, нормално однесување во сите наши активности, да не дојде до директен контакт на мозочните структури со коските од главата. Значи, перниче е едно многу елегантно, не воздушно, туку водено, кое не дозволува мозокот на никој начин да се истравматизира. Сега, факт е дека кажавме каде се произведува мозочната течност, во коморниот систем. Ама мозочната течност, прашањето е каде оди понатаму. Ако нешто се произведува и постојано се произведува, а не се одведува, замислите во вашето лавабо да е затнат одводот и само водата тече, ќе го наполни целото и ќе стане поплава. Постојат системи кои таа течност, тој ликвор што се произведува, го одведува, и тоа каде? Во мозочните вени. Значи, главните мозочни вени се преполни со едни малички, ќе ги наречам пумпички. Можеме да видиме и таа фотографија. Да, еве ги. Браво. Ги гледате ли овие малечки делчиња што штрчат во централниот венски синус, со црвени стрелки се покажани? Тоа се тие мали пумпички преку кои ликворната течност што се произведува во страничните комори се елиминира во вените. Сега веќе можам да слободно да навлезам во проблемот. Да се вратиме повторно на претходната? Не, можеме тука да останеме. Добро. Што ќе се случи ако настане некаков нарушување, дисбаланс меѓу количината на мозочната течност, што нормално се создава, и одводниот систем. Значи, се создава течност, колку што се создава, толку мора и да се елиминира, ама во случајот за кого сега ќе дискутираме, не може елиминацијата да се врши затоа што тие пумпички имаат проблем, некој не им дозволува нивната функција да си ја вршат, односно да ја испумпуваат самата мозочна течност или ликвор од површината мозочна во венскиот систем. И што се случува тогаш? Тогаш станува збор за покачување на интракранијалниот ликворен притисок. Бидејќи нонстоп се продуцира мозочна течност, а не се одведува пропорционално, туку се создава повеќе отколку што се елиминира, притисокот на мозочната течност во главата расте, се зголемува. Има и друг начин да се зголеми притисокот?
Многу едноставна. А може ли на друг начин, друга некоја компонента или некој друг станар во главата да придонесе да се зголеми ликворниот притисок? Дали мозочното ткиво може да го зголеми ликворниот притисок? Многу просто, многу едноставно и многу јасно е дека одговорот е да. Замислете, мозочен тумор, не дај Боже, мозочен тумор автоматски го зголемува волуменот на мозочното ткиво. И сега тоа мозочно ткиво набабрува, да кажам, се дуе и притиска на ликворната течност го смалува, оној нормален ликворен простор го потиснува странично и притисокот автоматски расте. Еве мозочно крварење, одеднаш пациентот здрав прав и одеднаш добива мозочно крварење. Хематомот, крварењето исто така врши притисок, го смалува животниот простор на ликворот и тоа е една од основните причини за покачување на ликворниот притисок, ама сега не е тој идиопатски. Тука веќе се знае причината. Што рековме, на од почетокот. непозната причина, туку е од точно конкретна причина ликворниот притисок расте. Професора, може ли да речеме некој што имал сообраќајна незгода, повреди на вратниот ребет или пак на главата? Апсолутно, По неколку години да се јави ваков проблем? Секоја мозочна контузија може да направи оток, едем на мозокот. Рековме, се што го зголемува волуменот мозочен, го компромитира ликворниот простор, го стеснува. Не дај Боже, ако при таа траума па имало контузија, па се јавило некое крварење, не во мозокот, на мозочните обвивки, односно меѓумозочните обвивки. Тогаш се окупира просторот на ликворот и автоматски расте ликворниот притисок. Тоа е сериозен проблем. Еве, не мора да биде траума. Замислете воспалителен процес. Менингит, воспаление на мозочните обвивки. И таму има ексудат, велиме, течно што се јавува од инфламаторна природа, па го блокира просторот, па може и друг субстрат, некој може гноен субстрат да се јави. Сите тие го блокираат ликворниот простор, го стеснуваат и ликворниот притисок автоматски расте. Па при секоја мозочна состојба се не води пак и до ликворниот притисок. И тоа е еден или една од битните компоненти за невролошката симптоматологија. Која е невролошката симптоматологија, односно какви симптоми ќе имаат пациентите кои што имаат покачен притисок во мозокот, односно интракранијален притисок? Значи, првиот симптом е главоболка. Само наутро се јавува или е таа постојана? Не, нема никакво правило. И нема правило колку трае, кога се јавува, кога не се јавува. А може да биде и перманентно. Главоболка која ви ја убива животната радост, ве тера во депресија. Реагира на лекови или не? Таа главоболка? Нормално ќе дојдеме и до лековите, а чисто да ви кажу знаат симптомите, па ќе дојдеме и до лековите. Значи, првиот симптом е главоболката. Вториот е гадење, па потоа третиот повраќање. Четвртиот е зуење во ушите, стручно тинитус. Да, и тоа се тие главни елементи, ама има еден елемент кој е најбитен, а тоа е проблеми со видот. Пациентот има проблеми со видот. Во прво време тие се неопределени. Па видот ми се заматува, па тоа не е перманентно, па потоа ми се враќа во нормала, па потоа тоа заматување као се пролонгира и до степен да имаме губиток на видот. Па се јавуваат некои зони во кои воопшто нема можност за собирање на видни информации и пациентот е во конфузија, не знае што да прави. И првата работа, што е ако вие имате перманентна главоболка, да се јавите на матичен доктор. Ајде, од матичниот да тргнеме и што ќе каже матичниот, ќе ве види
Па добро, еве, главоболката, можеме да ја третираме. 100-200 има причини за главоболка, да почнеме со обични средства за... Аналгетици. Да. Painkillers, да ја елиминираме главоболката и така почнува приказната. Си имате главоболка, се клюкате со лекови, ама главоболката не престанува, ве истоштува, ве мачи. И кој е сега следниот чекор, што треба понатаму да направите? И ќе одите пак кај матичната и велите, аман, ова веќе не се трпи, дајте да преземеме нешто, ајде на невролог, пратете ме. И одите на невролог. Неврологот ве прегледува, прави солиден невролошки преглед, ви испитува и знаете кој е најчестиот заклучок? Вие сте тотално здрав. 100% немате ниту еден невролошки симптом или показател за било какво невролошко заболување. Значи не е јасно видлив. И вие срекни и задоволни ќе тргнете понатаму низ животот, деновите минуваат, главоболката ве мачи, пак втор контакт, неврологот може би ќе ви каже дојдете на контрола по 3 месеци. Контрола, истиот проблем, исто се. Ако му спомнете на неврологот дека имате и видни проблеми, дека нешто не е во ред со вашиот вид, тогаш секој бистар невролог ќе рече, добро, мојот испитување е окей, ама ајде да ве пратам на очен доктор, на офталмолог, да видиме што ќе каже офталмологот. Само да се вратам за секунд наназад, само еден невролошки симптом во оваа состојба има, кој неврологот може да го утврди објективно со неговиот преглед. А тоа е парализа на еден од мускулите, надворешниот очен мускул, и окото ви бега со погледот кон внатре. Не е на средина, него кон внатре. Ако ја знае проблематиката и ги поврзе симптомите, ќе рече, аха, овде има шанса да се работи за идиопатска интракранијална хипертензија, а тоа бегање на окото кон внатре е резултат на парализа на еден од нервите, нервус абдуценс, шестиот мозочен нерв, затоа што при ваква состојба на интракранијална хипертензија, нервот се затегнува и ја губи објективната способност реално да ги пренесува импулсите, а се затегнува затоа што горниот дел од нервот што влегува во еден од синусите, синус кавернозус, е фиксиран и не може да се мрда лево-десно, а долниот дел од нервот е слободен. И како мозочното ткиво се спушта надолу, го тегне нервот и автоматски доаѓа до овој феномен. Ама тоа поретко се случува. Да ја продолжам приказната. И конечно стигнувате вие до офталмолог. Гледа офталмологот, фрла поглед и во сите напреднати случаи на оваа болест ќе се фати за глава. Аман, дали можно? Па вие знаете ли што имате? Па вие имате оток едем на мозочната папила, на очниот нерв, па таа ви штрчи кон внатре, проминира. Вие мора да имате некоја голема причина за да се случи ова. А најголемата е мозочен тумор. Па вие мора да имате мозочен тумор, што имате ваква промена. Подитно да направите компјутеризирана томографија. Прво таму се почва. И оди пациентот, чека месец-два, ќе му направат компјутеризирана томографија, доаѓа наодот 100% во ред. Со компјутеризирана томографија наодот е 100% во ред. Има бистри неврорадиолози кои на компјутеризирана томографија можат тајните знаци за оваа болест да ја откријат,
ама тие се поретки. Сега, следната фаза, проблемот екзистира, се влошува видот. Што понатаму? Компјутерот не откри ништо, сега ајде магнетна резонанца ќе правиме. Таа веројатно ќе покаже. И правиме магнетна резонанца и во 85-90% од случаите магнетната резонанца, односно одговорот од докторот што ги чита резултатите, дека е практично во ред, нема ништо сигнификантно што ви укажувало на некаква сериозна болест. Но најбитниот проблем и со компјутеризирана и со магнета, најбитниот одговор што секој го очекува е дека немате мозочен тумор, дека ниту компјутерот, ниту магнетот откриле постојање на мозочен тумор. Сега веќе полесно се дише, добро, сега немам јас мозочен тумор, супер, а ова другото што имам, нека имам, ама не е страшно. Не е толку страшно да можете видо да го изгубите, да останете без очи. Најголемата трагедија што може да ви се случи. Затоа мора да се мисли на оваа болест. Оваа болест се диагностицира многу прецизно со магнетна резонанца. Дури конвенционалната класична магнетна резонанца може да ни даде одговор, речиси на се. Да ги погледнеме фотографиите што ни ги пратите од магнитната резонанца, на каков начин всушност можете да ги забележите овие промени кои што се тешко воочливи. Пишува горе стеснати мозочни комори. Мозочните комори, коморите во кои што се произведува тие латералните, мозочната течност, зборувавме, се сеќавате на почетокот, сега се стеснати. Не мора да значи. Има состави при оваа болест кај што мозочните комори се нормални. Ама ако видам јас стеснати мозочни комори, веднаш паметот и мозокот ми лета, чекај да видам уште некои знаци дали постојат. И овде празна села пишува. Еден од битните показатели е хипофизата. Хипофизата за која ние... Имав една цела емисија. Добро. Сме информирани, имаме презентација заедничка. И како зрно грашак, поголемо, или малечка цреша и марачка, се сеќавате на тие дискусии, и таа е округла. Ама, кога ќе погледнете на оваа магнетна резонанца, на местото на кое што се наоѓа хипофизата, во турското седло, место да видите округло топче, наречено хипофиза, гледате дека таа е сосема сплескана. Гледате полумесечина долу набиена во дното на селата. Ефектот тоа е како резултат на ефектот на мозочната течност. Кога притисокот расте, таа како се одвива, систола, диастола, се зголемува и се намалува волуменот на просторот осцилира и мозочната течност. И таа полека со секоја осцилација ја продлабочува хипофизата повеќе и повеќе, ја истенчува, а рачката и се издолжува. И таа патува се до дното на празната села. Кога ќе видам стеснати комори, кога ќе видам празна села, емпти села се нарекува овој феномен, сплесната хипофиза, сега одам на третиот маркер, каква е состојбата со очните нерви и дали на магнетната резонанца можеме да препознаеме некој знак што би ни укажал дека и на очните нерви постои некаков притисок. И ако ги погледнеме, овде долу, дилатирани периоптички ликворни простори, се извинувам што е ова латиница, ама нема време да се занимавам многу со... останаа така. Значи, црвените крукчиња
го покажуваат во центарот оптичкиот нерв, лев и десен, Така. ама околу него, околу нив, бидејќи се два, гледате ли една бела зона, еден бел прстен и лево и десно? Тој бел прстен е ликворната течност собрана меѓу оптичкиот нерв и обвивката на нервот. Да ви покажам. Ова е оптичкиот нерв. Така. Ракавот мој е обвивката на нервот. Меѓу ракавот и самиот нерв кружи ликворна течност. Циркулира ликвор. Што ќе се случи ако притисокот на ликворната течност е зголем? Таа полека го шири ракавот, го шири, го проширува и нервот останува сега на средина, околу него има една манжета од проширен ликвор. Значи тоа што се гледа како бел прстен. Имаме и други. Да, имаме, можеме ли да ги видиме? Само да го завршиме ова, па ќе поминеме и на другиот слайд. Не само што го шири просторот, со секое пулсирање на ликворот, го терминалниот дел, завршниот дел од обвивките околу нервот, тие се завршните делови се фиксирани за очното јаволко. Нема каде да се оди понатаму. Потоа очниот нерв ја пробива структурата и влегува во внатрешноста. Таму е папилата, таму е местото кое е одговорно централниот дел за вид. Бидејќи ликворот нон-стоп удира на завршниот дел од окото, од задната страна, папилата почнува полека да се вовлекува внатре. И сега на крај штрчи внатре или проминира во луменот на самото око во задниот дел и се јавува еден оток на папилата. Тој, да не кажем проклет ликвор, тој ја прави таа компликација. И таа може да биде многу сериозна. Во почетокот може видните проблеми, како што рекол, овде уште подобро. Јас специјални графички конструкции сум правил. Се што гледате овде, се што гледате и се што гледате воопшто во оваа презентација е моје дело. Значи тоа е моја работа и тоа јас сам сум го создал и сум го направил. И ова што го гледате овде, само во англиска верзија е презентирана и на мојот YouTube канал, и на мојата веб страница, зашто мојата стратегија е ние да го учиме светот. Доста светот не учеше нас, сега крајно време ние да одржиме по некоја лекција, особено за една ваква специфична состојба која што појаснивте тешко се диагностицира. Појаснивте зошто. Овој материјал е ставен на увид на цела светска јавност. Секој може на планетава Земја мојата презентација да ја види, да ја рангира, да коментира, да кажува му се допаѓа и не му се допаѓа, и можам да ви кажам дека имам блескави коментари. Еден од последните, никој до сега вели не успел да го објасни ова така како вие што. Од врвни светски професори и директори на институции. Така, имате неверојатен талент да ги појаснувате сложените состојби. Ама да се вратиме ние на ликворот. Да се вратиме еден телот назад. Ајде да се вратиме. Ајде да се вратиме назад, она што го гледавме пред малку. Така. Еве сега горе гледате дилатирани периоптички ликворни простори и имате објаснување зошто настанува оток и проминирање на папилата. Полека притисокот внатре, ги гледате овие црвени стрелки внатре што се околу нервот, полека вршат притисок на задниот дел од очното јаволко. И всушност на тој начин се оштетува и видот. И ја навабруваат папилата, тоа е финалето. Сега, исто така на овој слайд, вертикална извитка на оптичките нерви, нервите исто така и се извиткуваат
баш поради тоа што ликворниот притисок се зголемува, шири просторот и нервот мора да се витка. Сега, тоа се симптомите што со магнетна резонанца можеме да ги детектираме, но која е најчестата причина за постоење на овој феномен и кое е испитувањето што мораме да го направиме со магнетна резонанца за да дојдеме до дефинитивната вистина. Тоа испитување, кое секогаш треба да се прави во овие случаи, се вика МР венографија. Тоа значи приказ на одводните мозочни вени со магнетна резонанца. И колку да звучи тоа страшно и драматично, мозочните вени ние можеме да ги прикажеме воопшто да не даваме никакво дополнително контрастно средство. Благодарејќи на совршените софтверски опции што ги има магнетот, можеме да направиме таква венографија со магнетна резонанца без било какво дополнително тормозење на пациентот. Туку софтверот да си го искористиме да ни ги прикаже одлично мозочните вени. Тоа е специјална една техника, се вика time of flight, TOF. Не е битно, ама се прави без апликација на контрастно средство. Има една друга, уште посовршена техника со магнетна, face contrast, се вика face contrast venography, MRI venography, таа уште подобро ни го прикажува венскиот систем, ама ни го прикажува и артерискиот. И конечно, она што ќе им го препорачам на сите наши колеги, дури и да не направиме венографија, флебографија, можеме ако направиме постконтрастна серија, магнетна резонанца со давање на контрастно средство, контрастното средство одлично да ни ги прикаже вените. Сега доаѓаме до суштината, што е тоа толку битно да сме ги прикажале вените. Ние се бориме артериите да ги прикажеме, да видиме има ли стеснување некој, дали има мозочна аневризма, сега сме запнале да видиме што се случува со мозочните вени. Таму е клучот за оваа состојба. Бидејќи кажавте, тие се изводните канали. Секое стеснување на одводните вени автоматски може да доведе до интракранијална хипертензија, ликворна хипертензија. Во последно време, со COVID, пост-COVID, се јавуваат тромбози на мозочните вени, затнувања. И доаѓа состојби после тромбоза на вената. Значи, вената е прво била затната, потоа болеста полека, спонтано или присилно, благодарејќи на напорите на докторите, почнала да се повлекува, тромбозата почнала да се повлекува, но остануваат дефекти внатре во луменот од вената. Тие го стеснуваат луменот и сега имаме... И качуваат интракранијалниот притисок. Го зголемува. Сега имаме пост-ковид. Сега се многу почесто овие симптоми, многу почесто ги гледаме. Откако ќе се издиагностицира, професоре, сосема накратко, како ова може да се третира, бидејќи имаме неполни 2 минути до крајот на емисијата? За 2 минути до крајот на емисијата ќе ви кажам дека може да се третира. Можевме да видиме првата фотографија од третманот, дека дебелината исто така е еден од факторите кои што влијаат кај оваа болест. Значи, светско мислење и тренд е дека дебелината е особено кај жените. Особено кај женската популација. И тоа кај помладите. И да, од 20-та година па до 50-та, 60-та година и главниот лек е намалете ја тежината, па автоматски можеби и ликворниот притисок ќе се намали. Другиот начин на лекување на оваа болест е медикаментозен. Ацетазоламид, диамокс, тоа се средства
што ја намалуваат продукцијата на мозочната течност и го намалуваат притисокот на мозочната течност. Со тој, ајде да го наречам волшебен лек, во добар процент од случаите може да се реши овој проблем. Ама има случаи кои се потврдокорни, напреднати, каде што тоа не може да се направи. Има цела палета, овде се дадени начините на лекување. Лумбална пункција. Тоа е катетер што прави комуникација меѓу ликворната течност од долниот дел на рабетниот столб и абдоменот, но најмодерниот начин на лекување, најсовремениот, најбезболниот и најреалниот е стентирање. Се влегува со катетер во мозочната вена и се аплицира стент. Исто како што се прави стент за било... На крвните садови за срцето. Значи се проширува тоа стеснување на ведата, за да може да има нормален проток. А се советува ли пациентите да спијат на повисока перница? Да не пијат многу течности, да земат диуретици, да пливаат? Еве најдов дека пливањето помагало при стекувањето на ликворот. Секоја физичка активност е апсолутно добредојдена, помага за елиминирање на течностите, се е во тонус, се функционира и сите пумпи во мозокот што се во активност, па и пумпите што испумпуваат ликворната течност и апсолутно сето тоа многу помага. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување и за ова сликовито при јасно прикажување на една ваква исклучително сложена и релативно непозната состојба, а која што споменавте воопшто не е ретка. Воопшто не е ретка, иако тврда дека тоа е ретка состојба, воопшто не е ретка. Научив да ги препознавам овие работи јас, врз основа на сопственото искуство, да ги препознавам мозочните вени и од обична магнетна резонанца на мозокот, без било какви дополнителни испитувања. Ама тоа е работа на искуство. Искуство. Знаење. И потоа препорачувам како финален доказ да се направи венографија. МР, венографија, е стандардна процедура за докажување на оваа состојба. Бидејќи не постои начин да се измери крвниот притисок како што се мери на раката. Да ви кажам, за тоа не стана збор. Ликворниот притисок е дефинитивен доказ. Се прави лумбална пункција и се мери притисокот на ликворната течност. Колкав треба да биде? Треба да биде до 20 сантиметри ликворен столб. Ако е на 25, готово. Тоа е дефинитивно интракранијално. Да, мал благо покачен веќе е проблем. Да. Ви благодарам за сите појаснувања уште еднаш. Ви благодарам. Се надевам дека повторно ќе бидете гостин во студијата на Телма. И секогаш задоволство учествувам во вашите емисии. Задоволството е взаемно, а секако и на гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам и денеска што не следевте. Имајте пријатен ден.